Тужби до директори на училишта кои нема да им ги покачат платите на наставниците најави Синдикатот за образование. СОНК уште еднаш предупреди во октомвриските плати да се пресметаат и прековремените часови на просветните работници со оглед на зголемениот обем на работа. Добро е да и наставниците кои што имаат зголемен обем на работа писмено да се обратат најнапред до директорот на училиштето преку архивата и со тоа да ги побараат своите права од страна на директорот. Синдикатот предупредува дека учениците од прво до трето одделение кои учат со физичко присуство во поголемите училишта се поделени во две групи, а најчесто целиот товар паѓа само на еден наставник. Дополнителен физички и психички замор им предизвикувал паралелниот систем за физичко и онлайн предавање. Предходно синдикатот предложи алтернатива, онаму каде што е потребно да се вработат асистенти кои би им помагале на наставниците за време на наставата, но бидејќи тоа не беше прифатено од страна на Министерството за образование, бараат директорите да го почитуваат колективниот договор. За наредните месеци се уште важи предлогот за вклучување на асистенти во наставата. Постои можност тутори, тоа се студенти кои што можат своето теоретско образование да го надградуваат со практична настава, во овој случај да помагаат на наставниците и практично и да работат согласно програма која што ќе изработи наставникот, да ја дополнуваат работата во втората група. Синдикатот бара директорите да им дозволат на наставниците кои сакаат да работат од дома, посебно оние со хронични болести, бидејќи голем дел од нив патувале со јавен превоз и дополнително се изложувале на ризик. Предупредуваат и дека Законот за безбедност на работно место им давал можност да се откажат од работењето со две групи, доколку тоа не можат да го постигнат.